кога ќе те акнат со торта у фаца, што ти преостанува друго, освен после тоа да ја напуштиш државата, да си ја побараш среќата негде на друго место. Пошто ти плафонот на своите можности, потенцијали човечки си го доживал во Македонија. Некоја будала, која што најчесто е дојдена од странство, која што не знае да пее и прави музика која што нема никаква содржина и смисла, и свесен за таа негова бесмисла на сценското постоење, како автор, како уметник во наводници, изнаоѓа 100 други начини како да го направи неговиот концерт интересен, и тука мава публиката, ја маа со торти, ја шиша до гола кожа, ја удира со папучи, им бута боси нозе уста, итн, од кој ќе ги симне смрдините чорапи. И сега вие стајте се у менталниот склоп на публика. Тие што сакаат да бидат ударени со патика у глава, што сакаат да бидат погодени со торта у фаца, од овој пејачов што не знае да пее и што прави музика која што е тотално ослободена од секоја длабочина и смисла, кои ќе го доживеат врвот на таа своја популарност. И тој врв на исполнување на своите човечки потенцијали, не му преостана ништо друго, освен после тоа да напушти државата и да замине некаде на друго место во странство. Едно од теориите. Што не значи дека е точно. Сега најзаебано е ако тие луѓе останат у државата. Оти такви не ти требаат. Проблем е кај нас што има одлив на мозоци. Тој што вреди, што мисли дека вреди, тој ќе замине. А овој чисто врв смислата на неговото постоење некој да го ахне со патика у глава или со торта у фаца, он ќе остане. Пошто другој не би имал што да прави ако замине надвор. А надвор нема да налета на многу такви што ќе сакаат со торта у фаца да го ахне или со патика у глава. Така да ушеднаш се покажа еден стар штос од времето на немиот филм, како си најде добри корени, добра подлога, амбиент во Македонија за да процвета пак. Мање со торта у фаца. Тоа немиот филм, например, многу смешен штос беше. Например, кога некој ќе сака да акне еден у фаца, и ќе се наведне, па некој невин ќе настрада, па ќе ја попија на тортата у фаца. Ама дека нас никој не се наведне, они бараат да бидат удрени, да бидат погодени, и после тоа одат надвор, после концертот да бидат интервјуирани, горди се што ги акнале, што искачаат од концертот како да пропаднале у кенев некој. И тоа не е лоша идеја, со говна да почнат да ги гаѓаат. Нема да биде лошо. Оти што започнува со торти, завршува со гомна. Така би му дошла една вака моја дефиниција импровизирана. Значи, ако почне да те гаѓаат со торти у фаца, очекувај утре дека и говно ќе добиеш. И треба да биде среќен кој го добиеш говното у фаца. Тоа е тоа. Сега ми текнува на едно интервју на една наша хероина од Втора светска војна, Лена од Лавци, заборев како и беше презимето. Нена е било партизанското име, Нена Лавчанката. Мислам, иначе Лена е вистинското. Лена од село Лавци. Кога у 70 раните 70 дава некој интервју, кај што кажува како заробила германец, офицер германски, со шмајзерот, како му го натопорила, кажува. Пошто видела дека скрила шаржер од пиштолот, го скрил под бутина кога седел. И му рекла фрли го пиштолот, овој рекол зошто да фрлам, вика празен е, нема шаржер. Фрли го пиштолот, нема шаржер. Стани. Станал и шаржерот бил под вакво, вика сакаше, вика на мала моја внимание да го врати назад, вика и да ме упука. Го привела, Лавчанкава, партизанкава, го однела тамо, у штабот, офицер германски. Лавчанчево. Девојче. Немала ни 19 години тогаш. И генералот Михајло Апостолски рекол, ти го заребе војник, пиштолот е твој. И на тоа интервју, македонска телевизија ги снимаше ти интервјуа, 70 години, немаше други.
го покажа пиштолот што го заробил од германскиот офицер, што Михаил Апостолски генералот ти кажал твое зашто ти го зароби. И сега спореди ги тие млади што се бореле против една супер сила како нацистичка Германија, губеле животи, заробувале германски офицери, и спореди ги со мојата генерација или со, не дај Боже, генерациите што дојдеа после мене. Или не дај Боже со сегашниве генерации после 2000 година. И сваќате колку е саат. И зошто сме таму кај што сме. Сега, наместо такви едни ефективни, самоосвестени, храбри суштества, женски и машки, млади, премлади, за да носат оружје во рака понекогаш, споредете ги со овие денес кои што се тепаат за лајкови, не постигнувајќи ништо по-конкретно во животот, се фаќаат за интернет, за Инстаграм, за Фейсбук, за Мејсбук и покушаваат да продаваат муда за бубрези, да продаваат некои дрвени филозофии, како да живееш позитивно, како да го прифатиш ова или она, секоја несреќа или појма неам што, некои стоички филозофии поврзани со будизмот, хиндуизмот, конфуцијанизмот, курцизмот, тантризмот, јогизмот, кама сутра, кама преко сутра, кама у грб, абе партали, и ти продаваат муда за бубрези на интернет. Не, финта што заработуваат од тоа, нашле начин, демек се прават многу паметни, многу вакви, многу едукативни, лайф коучи сме правеле муаве за нив. Па умеѓу време ќе продае појма неам ГСВ, некој лонец тефлон за не знам што, ајлайнер, како се вика, тие ќе продае колекција на појма неам на ова, на она. Некои себе се продаваат на тој начин, на суптилен начин се нудат себе, своето тело, така што ќе се појави на тоа видеото обраќање у толку малку веш, што ќе помислиш дека боле и гола скроз да искочила него у тоа малце што го ставила на себе. И тука нормално имаш инфлуенсирање или вршење влијание на широките инстаграмаси од грчките плажи, од плажите сегде по светов, на некои острови тамо, овакви екзотични, девствени или маршалски или острови. И така, се чекираат од тамо. И суптилно се препорачуваат кај широките инстаграм овие посетители и маси и така натаму и така натаму. И сега споредете ги сите овие со Ленче Лавчанката. Лена од Лавци. Ја најдете интервјуто 72-ра, пишете на YouTube, Лена од Лавци. И ќе ви го покажат тоа интервју. Со шмајзерот, со пиштолот тука. Народен херој. Споредете ги со вие. Или со нас, моја генерација, или со било кој друг. Правиме муаве Македонија, затоа они направиле држава. Затоа што девојчиња на 17-18 години биле способни да заробат германски фелдфебер или појма неам обергрупенфирер или не знам што, високи официри. 17 години, 18 го заробува германски офицер. Овие пичките си ги сликаат. Извинете на изразот. Мислам, разлика. Пичките си ги сликаат. И од време на време, кој ќе почне да ги гризе совеста дека превише се експонираат како физички, сексуално, кога ќе осетат дека малце совеста почне да ги гризе, тогаш почнуваат да продаваат стоички и други дрвени филозофии. Како треба да живееш, што треба да правиш, начинот како успешно да живееш, да ги совладаш сите препреки во животот, сите
несреќи што ќе ти дојдат, како стоички да издржиш, да прифатиш, да ова, да она, да. Како да бараш партнер, каде да бараш партнер, кога да му дадеш путка на партнерот, дали воопшто треба да му, у кој случај да не му дадеш, што ако не му дадеш, што ако тој тебе не ти даде, што ако ти му дадеш, он не сака зашто има дечко, како тоа си направила погрешен избор, си одбрала, после долго бирање, кога си решила да одбереш дечко, си одбрала баш тој дечко да е обратен, задња вуча или што и да е, како се вика тоа, заборев. Абе, циркус, циркус. Овие децава, грото, освен тие честни исклучоци, паметните, што ја напуштаат држава, затоа што се запишуваат на некои јаки факултети у пичке си материна, овие останативе, смислата на животот ја пронаоѓаат у таа некој ако ги мавне со кондура у глава или ако ги јакне со торта у фаца. И мислат дека тоа е за нив катарзата, уствари. Тоа е за нив ослободувањето, нирваната, како сакате кажете. Тоа е за нив момент на глори, на слава. Единствениот допир што ќе го имаат со океанот на животот, со звездите, која ќе ги јакне оваа будалава што скока по сцена и што пее глупа музика и не знае да пее, кој ќе ги јакне со тортата у фаца. И кој ќе иде дома и кој ќе се пофали на блиските, на родителите, дека ете, тој ја добил тортата у фаца, пичко матер. Леле, мајко мила, мајко мила. Добро, може ќе ни дојде памет у меѓу време, али мислам дека не е тоа само кај нас случај, дека оваа деградација на човечкиот дух, на вредностите, на големите наративи, на идеализмот, као што се правдата, вистината, љубовта и т.н. храброста и така натаму, дека тоа одамна веќе паѓа у вода. Тие вредности остануваат во посет на некој, во моментов ги поседуваат некои други луѓе, некои други народи, некој друго место, во некој друг контекст од нашиот. И тие се поретки, тоа е она трагичното, затоа што поголем дел од светот е зафатен, е заразен, е метастазира на некој начин од овие невредности, од овие површни дајджест личности, а не можеш ни кажеш дека се личности затоа што немаат никаков интегритет, од овие површни дајджест филозофии кои што ги кажуваат, кои што излегуваат од устите на стотици илјади така наречени интернет инфлуенсери, влијателни поединци кои што стануваат влијателни баш поради тоа што голем дел од останатите загубија подпорната тежишната на подпорната точка со вистинскиот живот и вистинските вредности по право на животот. Затоа се лесни да се придобијат, лесни се да ги залепиш, да бидат членови на секој идиотски култ што може да се појави на земјава. Значи, можеш ти од чиста мира сега ја да решам да направам, појма немам, комплот од неколку филозофии, да ги ставам на хартија, да извлечам нешто што мислам дека на широките народни маси би им се залепило добро во уво, би им влегло добро во уво и да излезам се вака на Facebook и да почнам да ги промовирам тоа мое ново учење, наречено не знам како да избркате, да кажеме, како да избркате несреќата од себе и во вас да вселите чиста среќа и појма немам безвременска радост,
и при тоа да станете многу богати. Пичко матерно. Ја не знам колку стотици илјади следачки. Треба еден ден нам ова да не го знаете, не ви го кажав да го направив како експеримент. Знаете колку лесно се прави тоа? Такви, за да сватите со какви будали имате работа, кога ги следите на интернет, само што ја не ви предавам никаква филозофија, никаков начин на живот, никаков, не знам, формула не ви давам на среќата, на како да наоѓате партнери, како да дупите, како да ве дупат. Али рецимо, знаете колку лесно се прави тоа. И така да кога следите некој од овие будали, што имаат фикс идеја дека Стариот не немаат фикс идеја, вие си правите фикс идеја дека можат многу да ви помогнат, да ви го исправат животниот пат и да ве турат на прав колосек и да ви кажат како треба да на формула како треба да стигнете до еден среќен живот. Значи, веруете ми, тие се само малце полукави од вас. Ништо друго. И смислиле начин како да прават пари. И тука сме поразлични. Мојот Facebook не е монетизиран. Така да ете, тоа ми беше еден вака пример да дам. Додека чекаме да пукне големата у светов, малце да си го скрати. Интересно ќе биде тие кој ќе почне кај да е ова нуклеарна војна или прво наречете ја трета светска. Овие какви совети за среќен живот ќе ви даваат, баш ќе ме интересира. Или ќе викаат само атомски с лева, атомски с десна. Кој бил војска знае што значи тоа. Овакво. Галиба ќе пукне кај да гледам и тоа како ќе се одвива тоа. Овие што се се у моментов у Грција, значи на одмор можат полека да се враќаат. Значи, тие се само, ја мислам дека се само нон-стоп, кога нешто го повторуваш милион пати, веруете дека така нема да биде. Например, често сите зборат дека ако дојде до Трета светска војна, ако пукне балонот, дека прво ќе биде Полска на удар и Балтичките земји. Напротив, ја мислам дека први на удар ќе бидат грците и први на удар ќе бидат бугарите. Нормално тука е Романија, но мислам дека бугарите. И затоа оние конвои со оружје на борбена опрема и возила на НАТО се движи кон бугарското приморје. Колони, десетици, 15, 20 километри на вооружување одат натамо. Мојата претпоставка приказната е дека зошто ќе бидат на удар? Затоа што мислам дека веќе русите ништо не може да ги задржи. Русите ќе одат да го освојат и последното големо упориште и пристаниште на украинците Одеса. Паднали Одеса, буквално целиот дел тоа Црно море горе, цело ќе биде во посет на русите. Бугарија и Романија тука остануваат како сирачиња остаени по страна. Од тука мислам дека трпањето на оружје, на носачи на овакви носачи на бензин, на керозин за авионите во воените бази во крајбрежјето на Бугарија. И она што Иран се закани дека ќе ги казни украинците, најверојатно тоа ќе биде некаде на Црното море, така што мислам дека се случили тоа, неизбежно е да се случи напад на Бугарија. За почеток можеби од иранска страна, но тоа ќе значи автоматски и едно, како што реков, стопување на двата фронта во еден, она што се дешава во Персискиот залив и она што се дешава во Украина. Тука и Турска на работна издржливост на нервите. И така што мислам дека тоа ќе биде почеток на крајот на современиот свет на некој начин. Што ќе биде потоа, не знам. Ете, така што јеби го, умеѓу време дај да се позабавуваме уште малку. Кој сака да биде удрен со торта, нека се мести у ред. Кој сака да го погодат со гомно, исто така.
Овие нека продолжат да продаваат муда за бубрези од инфлуенсерки до не знам како наречете ги тие лайф коучи или тренери за сеќен живот и курси треси сеќна врска и добар секс и така натаму, тантрички оргазам и 300 други тракатанци. Ај се гледам.